Добра вечер, почитувани гледачи, јас сум Анастасија Илиевска, а вие гледате За или Против. Во вечерашното издание на нашата емисија фокус ќе ставиме на оно што значат малцински права, меѓутоа не на толку на правата на малцинствата во Македонија, бидејќи истите се и за гарантирани сустав, туку ќе зборуваме за правата на македонците, особено во делот на нашиот сосед Бугарија. Вечерва имам чест да разговарам со човекот кој што долги години ги брани правата на македонските граѓани во Бугарија пред она што значат правни институции во Европа. Велам добро вечер за адвокатот Тони Венкиновски. Добро вечер, добро ме најдов. Ви благодарам што сте вечерва тука, имајќи предвид дека оние прашања поврзани со Бугарија се актуелни, особено што пред 2 дена во АФЕТ беше изгласан извештајот за Македонија, кој што подготвен од европратеникот Вајц. Истиот би требало да се најде на пленарна седница некаде во јули, но она што особено беше актуелно кога станува збор за овој извештај, беше и однесувањето на бугарската страна, оние притисоци кои што на еден начин беа спроведени кон европратениците, но од друга страна пак премиерот Христијан Мицковски јасно кажа дека ова е една своевидна жестока битка која што се води, имајќи предвид дека станува збор за заштита на она што значат македонски идентитетски прашања, со особено осврнели на македонскиот јазик. Па за почетокот би сакала да го слушнам вашето гледиште во однос на однесувањето на нашите соседи во Бугарија кога станува збор за токму за овој извештај. Видете, кога зборуваме за македонците во соседна Бугарија или македонците во соседна Грција, треба да отвориме малце историјата поназад и да видиме каква политика водела Македонија во изминатите години на демократија. А тоа е, Македонија имаше една политика на еквидистанција и не мешање во внатрешните работи на соседите. Моментално истото правило важи, дека ние не се мешаме во работите на нашите соседи. Но што е она што ни дава нас за право, ние да коментираме и да водиме битка пред меѓународните институции во врска со правата на македонците во соседните земји. А тоа е Европската конвенција за заштита на човекови права. Европската конвенција за заштита на човекови права, е ратификувана, применета во системите на Македонија, Бугарија, на Грција, на Албанија и така натака. И согласно таа Европска конвенција за заштита на основните човекови права, овие држави се обврзани да ги почитуваат основните човекови права на граѓаните кои живеат во тие држави. Нашите сонародници, македонците кои живеат во тие држави, имаат континуирано кршење на нивните основни човекови права и пред Европскиот суд за човекови права се добиени 14 пресуди, тоа е еден сет на пресуди, со кои се бара Бугарија и Бугарија е осудена, да го дозволи правото на здружување на македонците, во организации каде ќе изразат нивната посебна национална идентичност како малцинство, како македонско малцинство. Македонија до сега до оваа влада, морам јавно да кажам дека премиерот Мицковски е единствен до сега кој јавно се заложил за правата на македонците надвор од Македонија и јавно истото тоа го истакнал пред меѓународни форуми и македонците од Пиринска Македонија му се многу благодарни, и сметам дека премиерот Мицковски до сега има направено еден позитивен исчекор користејќи го она што е мултилатерална обврска на Бугарија, а тоа е почитување на Европската конвенција за човекови права. И во духот и во таа смисла господинот Мицковски бара Бугарија да ги почитува овие основни човекови права, бидејќи знаете институтите кои ни стојат на располагање согласно оваа Европска конвенција за човекови права не се уште исцрпени. Институтите, например, Македонија може да поведе тужба против Бугарија за непочитување на Европската конвенција за човекови права и во тој случај може да побара од Советот на Европа, иако имаме веќе паралелна постапка пред Комитетот на министри, да побара да биде Бугарија исклучена од Советот на Европа. Исто така, би сакал да напоменам дека
заменик премиерот исто Александар Николовски има направено позитивен исчекор во дипломатијата, представувајќи ги правата на македонците пред парламентарното собрание на Совет на Европа. Значи, премиерот и заменик премиерот направија нешто што во изминатите 30 години никој ништо немаше направено и тоа во духот на согласно, значи, Виенска конвенција, согласно оно што е нивни мандат, значи побара од Бугарија, значи, да го признае македонското малцинство, бидејќи е срамота во 21 век вие да негирате постоење на одреден народ. Значи, зборуваме за нешто што е еден методолошки геноцид кој се врши од страна на нашите соседи, да го негираат нашето постоење. Би се навратил наназад, за жал македонската дипломатија години, значи, кјутеше по ова прашање, немаше отворен став и до ден денеска, значи, наместо да ги следи примерите на овие двајца, значи премиерот и заменик премиерот, значи, срамежливо, дефанзивно се однесува. Мислам дека постојат некои чекори веќе кои ја следат нивната политика и нивната заложба, но сметам дека на ова дереже сме како народ и ова ни се случува, тој активен однос, сега ќе стигнеме до активниот однос на Бугарија кон ова, од причина што Бугарија многу сериозно има сватена оваа тема и тие многу добро знаат, значи, дека со признавањето на македонското малцинство во Бугарија ќе имаат голем проблем внатре во Бугарија, значи, и поради тоа тие сите забелишки кои ги истакнуваат, ако и не се точни, се забелишки пред европските институции, дека македонското малцинство сака сепаратизам и сака да се одвои од Бугарија и да се приклучи кон Македонија. Ова е глупост и ова не е точно. Македонското малцинство само бара да се признаат основните човекови права, бара, значи, да учат на македонски јазик, да можат слободно, значи, да комуницираат, да имаат македонски програми на радио, телевизија, значи, и себе си да се идентификуваат и изразуваат како македонци. Ова е една долга битка која што ја водите. Чинам дека и самиот изјавивте дека ова е битка на долги стази, дека не се води од ден за ден или од година во година. Имајќи предвид дека досега има дури 14 пресуди во корист на македонците во Бугарија пред судот во Страсбург, каде што јасно се потврдува дека Бугарија ги крши правата на малцинствата, особено на македонците. Но ме интересира, ве споменавте дека сега има одредени поместувања во начинот на кој што се поставува самата држава во однос на македонците во Бугарија, од една страна, и од друга страна, што вие во целиот овој процес, додека ги застапувате македонците, сте се соочили од бугарската страна? Велам, како, гледаме на политичка сцена што се случува, какви притисоци има во однос, нели, на патот кон Европската унија, меѓутоа во правиниот аспект, наму каде што вие действувате, што таму се соочувате од бугарска страна? Значи, бугарската страна е доста организирана во овој поглед, но од формален и содржински аспект се многу слаби. Знаете, аргументите се на нашата страна. Значи, кршењето на основните човекови права не е само нормирано низ овие пресуди, туку е нормирано и низ многобројни извештаи на Совет на Европа, на Обединените нации. Се извинувам што ќе прекинам, чинам дека и Бугарија е една од топ 10 земји кои што имаат најмногу пресуди во насока дека ги кршат човековите права. Да, но тоа има крај. Значи, постои постапка пред Европскиот суд за човекови права, кој вели, бидејќи согласно протокол 14, пресудите на сите пресуди на Европскиот суд за човекови права се задолжителни за земјите членки. Значи, мора да ги применат во нивното право. Ако не ги применуваат, тоа значи автоматско исклучување. Вие може тоа да го одолговлекувате, да наоѓате најразлични изговори, најразлични досетки, но фактичката состојба е таа. И доколку се продолжи натака, значи, ќе дојде до исклучување. Такви примери имаме. Например, Грција не можела да ја почитува Европската конвенција за човекови права и одреден период излегува од друштвото на Советот на Европа. Значи, во време на Метакса, смислам дека е тоа. Така да, но тоа е поразително за една земја. Значи, од сите аспекти, од аспектот на владење на право, демократски принципи, почитување и заштита на основните човекови права.
Така да мислам дека не треба да се гледа дефетистички, туку треба на овој проблем малце да се гледа македонската дипломатија, да има task force или потребно е македонската дипломатија некако претходно да има одреден комодитет нашите дипломати, комодитет на туристичка агенција, туку кому треба да се ги извршува задачите. Сега ќе ви кажем еден пример, мислам дека беше 2007 година, бе во Брисел на покана на тогашен еден комесар во врска со почитување на основни човекови права и меѓу дипломатите беше еден грк по потекло македонец, кој ми рече: Тони, како вие мислите, вика, да се борите со дипломатијата која има Грција во Брисел, бидејќи Грција има 300 акредитирани дипломати за Европска унија во Брисел и 300 акредитирани дипломати за НАТО. Значи, навистина е тешко да се борите со нив, но не значи дека не може да добиете. Тоа е голема бројка. Да, тоа е голема бројка на дипломати кои секојдневно, значи, вршат влијание на официјален или неофицијален начин низ тие дипломатски кругови, што и ние треба да создадеме свој тим, своји луѓе, наши дипломати, кои ќе шират македонската приказка низ светот онака како што е реално и фактички. Имаме подкрепа меѓународни извештаи, релевантни од релевантни институции кои се во наш прилог, имаме пресуди на Европскиот суд за човекови права и треба, значи, едноставно да започнеме да работиме на таа тема. Значи, благодарно е тоа што премиерот застанува во заштита на оваа тема, благодарно е и тоа што вице-премиерот исто така, значи, ја фаворизира оваа тема пред институциите на Совет на Европа и тоа го праве во опозиција, го прават сега и се надевам дека ќе продолжат да го прават и верувам дека ќе продолжат да го прават, бидејќи е во заеднички интерес од повеќе аспекти како македонци и како цивилизацијска придобивка, бидејќи ние македонците никогаш никого не сме асимилирале, значи, и како народ сме космополити и мислам дека треба да продолжиме во тој дел. Оно што е како порака до македонската дипломатија, значи, поревносно да си ја врши својата работа и повеќе да лобира во институциите, бидејќи ние немаме никакво лобирање во институциите. 30 години имаме дупка, едноставно, со сентенцата дека не се мешаме во тугите работи. Ние не се мешаме во тугите работи. Едноставно, обврската на Бугарија е да ги почитува согласно Европската конвенција за човекови права, основните човекови права. Ние сакаме Бугарија да биде подобар сосед, да има подобра демократија, подобро владење на правото, значи подобро почитување на основните човекови права, истото и за Грција. Со таква семантика, значи, може да успееме, а и ќе успееме, јас сум оптимист. Во таа насока да се навратиме на други одлуки кои што само поддржуваат ова што вие го зборувате, велам одлуки на меѓународни институции. Например, минатата година Комитетот на министри на Советот на Европа уште една заклучи дека Бугарија не ги спроведува одлуките од Страсбург. И ова е нешто што се случува веќе 2 децении, односно веќе од 2006 година, скоро 20 години. Во тој извештај се бара и конкретизирање на одлуките во правна форма од страна на Бугарија и се бара формирање на група која што нели би го работна група која што би го работела тоа. Сега ова е минатата година. Но да се потсетиме и на други одлуки, особено на одлуките на Венецијанската и препораки на Венецијанската комисија, кои што датираат од 2008 година и каде што јасно се подвлекува и се советува дека треба да се направат одредени законски, односно уставни измени во Бугарија во насока на подобрување на правата на малцинствата. И сега во мојата рака јас го имам извештајот од 31 март 2008 година. Ова е извештај на Венецијанската комисија, каде што се наведува следново. Одредбите, се мисли на одредбите во Уставот, би можеле да се користат за да се спречат малцинските јазични, етнички и религиозни групи воопшто да се организираат. Затоа се препорачува да се измена некои од горе наведените одредби, оние кои што им го невозможуваат тоа право на малцинствата, со цел Уставот да се омекне
на нивната формулација и да се пренесе отворен став кон малцинствата и во јазикот што го користат во Уставот. Ова е од 2008 година. Може само една кратка пауза. Значи, гледате што не успеа македонската дипломатија да искористи. Ова е сериозно. Ова е сериозна констатација од најкредибилната институција за владење на правото, почитување на основните човекови права и демократските принципи на Советна Европа, каде што членуваат најдобрите експерти, и врвни професори по право и значи тие даваат препорака уште во 2009 година Бугарија да го смени уставот. Тие велат мора да го смените уставот и ова тука не завршува. Нели имаме после Томас Хаунберг, комитетот, комесарот за човекови права, кој што исто така ноември 2009 година, значи веднаш од кога и Венецијанската комисија го дава таа препорака. Тој во неговиот јавен извештај вели вака: предлага Бугарија да размисли за амандман на својот устав со цел подобро да се заштити слободата на здружување и собирање на малцинствата и целосно да се усогласи практиката со стандардите на Советот на Европа. Оние битки што вие ги водите преку... Значи јас не сум сам, има многу луѓе, ние македонците, така. И вие како представник на македонците тие битки ги води и премиерот, и заменик премиерот и многу други, секој македонец ги води. Но ова се од 2008 и 2009. Но она што е многу страшно, македонската дипломатија ги преспа овие факти. Значи овие факти треба да бидат аргумент во спротивност на она што кога започна Бугарија да не убедува дека ние треба да го спениме уставот. Тие ги преспа, не сакаа да ги слушнат овие факти. Значи ова се факти, но од овие факти богови молчат. Не знам како да ви објаснам, ова не е нешто што јас сум го кажал, ова го кажале значи правници од 46 земји, 47 поточно земји, дека Бугарија е таа која треба да го смени уставот. И сега ние дојдовме во една позиција, значи каде што, значи Бугарија ја смени улогата, нивната стратегија, она што ме прашавте на почетокот што прави Бугарија, за жал тие немаат значи содржина, значи го бараат она што тие од нас, она што тие треба да го исполнат. Значи Бугарија е таа која треба да го смени уставот. И ние да ги ставиме бугарите во уставот во Македонија. Повторно Бугарија ќе треба да го смени уставот. Значи, ова само ме носи македонската дипломатија имаше досега орудие во раката кое го него искористи. Ја преспа оваа битка. Но одиме понатака. Ова ме води на она што водило на политичка конотација на сето она што значи блокада на патот на Македонија кон Европската унија, бидејќи она што вие го споменавте малку апсурдно, она што од Бугарија се бара од 2008-2009 како препорака од Венецијанската комисија, Бугарија го бара сега од нас како политички услов за влез во Европската унија. Извинете, дали слушнате вие некој дипломат во Македонија ова да го предоči? Не, ова е навистина е нешто кој дали некој министер за надворешни работи го или бивши министер има зборувано на оваа тема. До сега ние требаше, затоа ги плакаме тие министри. Значи... Дали при овие барања за реципроцитет, да речеме дека и ние да ги метнеме бугарите во уставот, да бараме да се повикаме на овие документи, за да бараме и Бугарија да го направи истото како услов, нели? Видете, алатките се тука. Значи, како ќе ги искористат одредени дипломати, значи, тоа е, јас не можам да знам, но алатките ги имаат пресуди, имаат извештаи и треба само да ги предочат. Македонската дипломатија не смее да има дефанзивна политика. До сега ние во врска со македонското прашање имавме дефанзивна политика, зашто феномени во Македонија тврдеа дека се работи за мешање во внатрешни работи на соседна земја. Апсолутно не е точно. Ние не се мешаме во внатрешни работи на соседна земја, туку едноставно во организацијата во која членуваме сите, тоа е Советот на Европа, има правила и процедури кои треба да ги примениме во нашите системи, значи правни и политички системи, како би биле подобри демократи, подобри чувари на човековите права и би владеело правото. Бугарија тоа во моментов не го прави. Значи, низ призмата на Советна Европа, таму е нашата арена. Вие не можете да имате тројца или петорица дипломати во Совет на Европа и еден баш колега кој без пари, значи јас ќе го именувам во емисијата,
господинот Тони Гламчевски да го избркат од македонската телевизија, да не ви е потребен како дописник. Значи, вие сами си ја сечете гранката на која седите. Значи, нас не се потребни луѓе, значи, не само дипломати, и новинари, кои треба нашата приказка, нашата вистина, да ја прикажат пред овие институции, поготово пред Советот на Европа, па да се вратиме во историјата наназад. Ние колку пати на многу мировни конференции не сме можеле да влеземе на масата. Значи, едноставно, ако трнете, од Париската мировна, Букурешкиот мировен договор, нашите делегации биле надвор во дворот. Сега сме на масата. Значи, и треба да го искористиме тоа. Не со ќутење и со бегање. Но што се случило сега во однос на Бугарија? Ако рековме дека и лани дури комитетот на министри на Советот на Европа ги дал препораките на Венецијанската комисија за промена на уставот на Бугарија се од 2008-2009. Имаме 14 пресуди на Страсбург. Што прави? Зошто се чини како ништо да не превзема Бугарија, некако како да проаѓа тоа многу лесно. Видите, Бугарија сака да отиде на факторот на време. Значи, што се подолго одолговлекува одредена работа, значи тоа тие сметаат дека е подобро, бидејќи фактите не се на нивна страна. Тие се спротивни. Но она што е многу битно и ние што треба сега брзо да го изградиме е промотори во институциите, значи од Комитет за превенција, значи да тортура треба да знаеме кога го праќаме. Значи Европскиот суд за човекови права, Совет на Европа, ние имаме делегација во Советот на Европа. Значи тие може да лобираат, тие господинот Александар Николовски мислите дека лобирал само на пленарна седница, тој изградил круг на пријатели и надвор од пленарните седници на парламентот. Значи треба само да се следи политиката која сега премиерот ја фаворизира и која е апсолутно исправна и која македонците, значи од Пиринска Македонија му се благодарни, значи, но не на принципот не на принципот дека сакаат одцепување и така натаму големи националистички предизвици, туку зборуваме за цивилизацијски придобивки, основни човекови права на македонците. Ние ги немаме. Во овој период моментално имате луѓе кои не смеат да го зборуваат македонскиот јазик, тоа е во нашиот јужен сосед. Имате луѓе кои се преминуваат од македонци во Бугарија во Албанија. Значи, некој врши тивка мирна асимилација која е асоцирана геноцид врз македонците. Она што е потребно е македонската јавност, македонските интелектуалци полека, значи да започнат овој процес веќе да го актуализираат покрај македонската дипломатија пред светската јавност. Значи не можеме ние да ќутиме, ние знаеме што се случува. Не може само цело време да си кукаме едни на други, да си кажуваме дека ни го смениле името. Значи треба да излеземе јавно и да го кажеме дека нашата промена, значи она што се случи во Македонија е надвор од сите, значи принципи на демократија, на владење на право, на почитување на основни човекови права и ние македонците сме жртва на тој процес. Ама ние треба да го кажеме пред други, не меѓу сами себе, да си го повторуваме и да направиме акција по целиот дел. Она што исто така е како интересен податок е дека на пример Хелсиншкиот комитет во Бугарија јасно кажува и дека е опасно да се изјасниш како македонец таму и дава до знаење дека во суштина правата на македонците за здружување во здруженија па и само определување односно ги немаат тие права. Но што еве и Хелсиншкиот комитет таму реагира. Не само Хелсиншкиот, и многу тие здруженија и поединци, и групи новинари, колеги ваши, се свесни што се видете, случува. Значи интелигенцијата во Бугарија е многу свесна и народот обично знае дека постои разлика помеѓу македонскиот и бугарскиот. Имаат, мислам дека е Пенко Јаворов, уште тогаш и кога прави градација, значи зборуваме за пред 150 години во Цариград, тој вели дава една карактерологија на евреинот, на бугаринот, дава значи дистинкција и на македонецот. Вели македонецот чесен и работлив. Значи ги дава по така да тие се свесни многу добро, значи знаат, зборуваме за по широката јавност, значи дека македонци постојат, македонци има, но она што е проблем кај нив е таа нивна империалистичка политика од минатиот век, значи која е во институциите на системот и нивните политичари и изразуваат
национализам и шовинизам со тоа што не негираат. Видите, срамота е да кажете дека ние сме нација од 45-та, или срамота е да кажете дека ние сме нација од 1920 од Коминтерната, од Мајскиот манифест или така натака. Мислам, тоа е абсурдно, тоа е класичен геноцид. Факт е дека по падот на Охридската архиепископија, значи имаме огромно влијание на одредени цркви овдека и преку тоа дека многу луѓе овдека се значи асимилирани како македонци, грци, значи се извинувам, како грци и бугари, но факт е и дека имаме еден Теодоси Гологанов, значи кој во својата крштеница пишува македонец. Значи факт имаме, но не е значи не можеме ние ностоп да се докажуваме во 21 век дека ние сме македонци, дека сме различни. Јасно. Но каква е состојбата сега со македонците што во Бугарија? Вие сте во контакт со нив постојано? Не само со нив, и со во Грција. Сакав да кажем и за бугарскиот и грчкиот Хелсиншки комитет, секогаш тие се организации во кои членуваат интелектуалци, значи секогаш била на страната на македонското малцинство и во Бугарија и во Грција. И во Грција имаме доста свесни интелектуалци кои знаат дека постои разлика, дека македонците се македонци и така натака. Состојбата, значи не е смената. Значи вие не можете да слушате македонско радио, македонска телевизија, значи не можете освен преку интернет, асимилацијата е многу голема, значи иако на пример ако погледнете Благоевград на пример е град кој го носи името на Димитар Благоев кој во 1920 година во бугарскиот парламент има кажано дека тој не е бугарин, дека тој е македонец од Загоричани. Значи колективното памтење е малце по значи знаат луѓето, но притисокот од страна на државата е огромен. Значи и во Бугарија и во Грција. Да. Ќе направиме тука една кратка пауза, ќе се вратиме и ќе продолжиме со овие поенти. Ќе позборуваме и за македонскиот правен систем кој што исто така вреди да му се посвети внимание, но ќе направиме една кратка пауза тука за реклами и за многу кратко се враќаме назад во студиото. Се враќаме назад во студиото, разговарам со адвокатот Тони Менкиновски. Зборувавме за битката која што ја водите заедно со македонците од Бугарија. Ги споминавме дека и не е само проблемот со македонците во Бугарија, проблемот со македонците во Грција, па дури и во Албанија. Последниот попис покажа дека сериозно се врши своевидна асимилација, меѓутоа и пропаганда врз македонците таму кои што се и бројките беа доста различни од и тоа него ни крија што е најинтересно, јавно се одеше таму и се пропагираше сето тоа. Но да се навратиме оно што значи тука правен систем во Македонија. Имаме бројни прекршувања на човековите права од правосудниот систем и тука. Да се потсетиме од начинот на кој што се водеа судските постапки по цел ден за судењата за 27 април. До тоа дека одредени осуденици не можеа да одат дури на лекари покрај тоа што има лекарска препорака за тоа, па се до други крајности каде што на пример го имаме привилегирани осомничени, како што на пример случајот со Јаховски кој што доби времен пасош за да оди на одредена прослава надвор од државата. Но што кажува ова? Бидејќи довербата во судството е 2%, имаме екстремни случаи, може да се каже на едната и на другата страна. За жал, она што е перцепција на јавноста е дека се намалува се повеќе таа доверба во судството и дека навистина многу треба да се поработи, меѓутоа од оние чинители во самиот систем за да направат одредени. Видете, како граѓанин, значи ги пратам нормално сите овие текои кои се случуваат и гледам дека македонската влада врши многу голем притисок во делот на економските реформи. Значи тоа е се одлично, тоа е се супер, значи многу е битно да се крене стандардот на народот бидејќи имаме страшна состојба во Македонија. Младите се иселуваат, значи не се иселуваат само за економската состојба, туку се иселуваат и поради правната несигурност во Македонија. Најважниот според мене, можеби сум субјективен, но мислам дека најважниот момент во една држава е владењето на правото. Значи, владењето на правото е број еден елемент вие за да имате
држава која значи ќе биде сервисно ориентирана кон своите граѓани и тие граѓани ќе почнат да ја чувствуваат како своја. Што значи владење на правото? Значи и владење на правото значи дека во таа држава луѓето ќе се чувствуваат безбедно и нема да имаат вакви ситуации, на вакви малтретирање од страна на системот. Нашиот систем има потреба, правен систем зборуваме, потреба од реорганизација, значи како структурална, така и персонална. Во тој систем, за жал, морам да констатирам, има голем непотизам, што е еден од основите на корупцијата. Имате системи кои се затворени само за одредени фамилии, значи во правосудството, каде тие се добро збринети и како такви значи добро обстојуваат. Таа реорганизација и многу е лесно да се манипулира со таков систем. За да го тој систем за да постојат и луѓе кои добро си ја вршат работата и за жал, за разлика за овие другите кои имитираат работа и прават проблеми, имињата се исти. Ако погледнете, значи не е нешто различно. Потребно е да се воведе мерит систем и да се види кој работи, кој остварува, кој си работи работата, кој право раздава, значи и кој ги почитува основните права, значи на граѓаните во Македонија. Ние имаме навистина проблем кој, например, ева да трнеме од некои предмети, јас сум ги спомнал, Змис Колко. Значи почна новинарите ги извадија, не знаеме како завршија. Значи, кој е бенефитот? Дали тука се игра на онаа карта време, како да се пролонгираат и некако. Имаме толку многу случаи. А никој не го интересира животот на тие луѓе. Да, токму така, Значи, битно е сензационалистички да излезете да кажете дека некој некаде се го апсиле и сега, значи, јавноста да биде заситена со тоа, веќе македонската јавност, македонците не можете веќе да ги лажите на таа тема, и после тоа, значи, таа тема да биде интересна во јавноста, а на крај предметот завршува никако, ниту имаме докази како што треба и така натака. Потребна е реорганизација во судскиот, јавно-обвинителскиот, пенолошкиот систем. Значи, издржување на казната имаме, например, треба да знаеме, јас се смеев пред одреден период, имате луѓе кои немаат возачка дозвола и неговата казна е помала него на оној кој има возачка дозвола и кој направил прекршок. Значи, мислам, каде живееме ние? Значи, потребно е реорганизација и мерит систем. Мислам дека е можен, значи не е дека не е можен, и треба работа, поготово во правосудниот систем треба доста работа за граѓаните ги почувствуваат бенефитите од тој систем. Тој систем ја гуши економијата. Значи, гушењето на економијата, ако имате некој должничко-доверителски однос, вас не ви значи ништо ако тој заврши за 4 години. Вас ви треба сега, одма и овде. Економијата нема време за чекање. Мислам дека треба пошироката јавност, поготово суди и оние интелектуалци кои се занимаваат со оваа работа, значи да дадат предлози. Ова е процес на долг рок. Во моментов не гледам никакво придвижување во тој дел. Гледам дека во моментов само се прават некои шминки кои нема никаков ефект во јавноста, во промени, зборувам за правосудството, и мислам дека ќе му се тие шминки како бумеранг ќе му се вратат на економскиот систем. Значи, џабе вие да создавате, да работите, ако некој ви руши во позадина, него треба тој систем да се расчлени, добро да се види, треба да се видат институциите, например, имате Академија за суди и јавни обвинители. Тој не знае, 100 пати го имам кажено, дури сум досаден, ми се чини на гледачите. Вие влегувате во академија, не знаете дали ќе видите обвинител или судија. Постојат системи, значи постојат системи кои може да се применат, кои, например, во Хрватска се примениле во одредени држави, кои ние можеме да ги примениме во Македонија, и со тоа, со тој систем, значи крај на корупцијата.
Многу често се случува дека тоа е капацитетот на системот, дека ако решението е поголем број на луѓе, да речеме во медицината ако имаме недостаток на одредени специјализации, треба да се насочат таму. Пример кажувам. Ја споменавте Академијата за суди и јавни обвинители, каде што убаво кажавте, се запишуваат, а не знаат што ќе бидат, нели? Ќе помнат дали јавен обвинител или судија. Да. Меѓутоа, ако веќе знаеме дека можеби ако ни се потребни повеќе јавни обвинители за да ги разработат сите овие случаи, тогаш нели логично е таму повеќе да се вложи. Каде е? Правосудниот систем има страф и да ги отвори вратите за адвокатурата. Во адвокатурата мораме да си го признаеме, најспособните луѓе од правосудниот систем излегува во адвокатура. Тие не може да бидат полтрони и да имаат своји господари, значи луѓе независни, луѓе кои знаат да мислат, значи одлучуваат за своите постапки. И сега моментално во адвокатурата имате подобар кадар него во правосудниот систем. И сега нон-стоп правосудниот систем кога зборуваме, кога мислам на судството и обвинителство е затворено за луѓе од адвокатурата. Тоа е истата паралела би е направил како за дипломатијата. Дипломатијата треба да биде отворена за новинарите. Кој може подобро да ја представува Македонија од вас новинарите? Значи, ако сакаме ние да направиме реорганизација во државата. Правосудниот систем треба први да ги отвори вратите за адвокатите. Да имаме обвинители, суди, адвокати. Како во прв степен, така и во апелационите, врховните суди. Понатака, значи ние треба да ги повикаме судиите, значи да ги прашаме кој во кој на правец доди реорганизацијата, со кои проблеми се случуваат, да се направат работни групи. Сега имате работни групи кои мислам дека од кога јас бев студент, значи до ден денеска се истите експерти. Значи, им благодариме на тие луѓе, треба да им кажеме ви благодариме. Значи, одете, ви благодариме што направивте, сега дај да видиме ние што можеме да направиме. Потребна е промена, имате млади луѓе кои знаат да ја сработат. Значи, не е дека немаме ние кадар. Квантитетот и квалитетот. Во моментов мислам дека повеќе е потребен и придружен кадар. Значи, вие не можете, например, имате обвинители кои немаат кола и не можат да излезат на лице место да направат увид, а увидот го прават обвинителите, немаат кола. Нема чека полиција да дојде, а тоа се два различни органи за да направи увид. Или апсурдот, имате многу апсурди во Македонија. Или апсурдот во секој суд имате инсталирано јавното обвинителство. Значи тие треба да се подвојат, да се излезат од судот. Значи нема потреба јавното обвинителство да стои во судот. Или потребна е фузија, според мене, ова е лично, фузија помеѓу јавното обвинителство и државното правобранителство. Ако јавното обвинителство гони кривично, овие гонат граѓански. Значи, или ги штитат интересите. Хрватска тоа го направила, не сме ние најпаметни и ставила државен адвокат. Во државната адвокатура се фузирани сите овие системи. Македонија, поготово во овој дел, мора да направи реорганизација. Ако сакаме ние да влеземе во Европска унија, ние ќе имаме работа со уште еден суд, тоа е судот на правдата во Луксембург. Ние ќе влеземе во Европска унија, тоа е неминовно. И тоа е добро. Значи, иако сум евроскептик, ама е добро за развивање за намалување на корупцијата. Битно е да изградиме тело, значи кое ќе не застапува пред Европскиот суд, значи на правдата во Луксембург. Битно е да направиме како што имаме сега под Министерството за правда владин агент кој не застапува пред Европскиот суд за човекови права. Ние таму треба да изградиме институции. Значи, ние не знаеме што да правиме, например, кога судија ќе се врати од Страсбург после неговиот мандат, ние не знаеме што да му правиме на човекот. Треба да го вратиме негде, значи тој добил искуство таму. Тоа искуство треба да го пренесе. Значи, тоа е поентата на во сите современи држави, тоа е поентата на апанажата. Значи, институционалната меморија на една институција живее во еден човек, значи тоа секогаш бившиот министер му е достапен на новиот министер. Затоа е бившиот зема апанажа, не зашо не можел да најде работа. Значи,
Значи тој треба да советува и да му биде. Мораме малце да го смениме мајндсетот. Све зависи од нас самите. Никој нема да очекувате дека ќе дојде од надвор и ќе ни помогне. Ама можеме да ги искористиме, можеби не би дошло од надвор да ни помогне, ама ние можеме да ги искористиме овие примери што ги кажавте од Хрватска. Никој нема, ниту ево и за македонското прашање или било што. Ние самите ќе си помогнеме. Во оваа држава има такви интелектуалци што светот може да ни завиди. Луѓе кои навистина, значи, се реткост во многу држави во Европа. И треба да ги повикаме, да ги прашаме што знаат тие, кое е нивното мислење, да направиме мерење на целокупниот систем. Не можеме да ги отфрламе како аутсайдери тие луѓе. Се согласувам, а во таа насока има и една ваша мислење кој што сакам пред крајов да го прокоментираме, дел начнавте и во одговорите на прашањата, особено во онаа колумна последна што ја објавивте, нагласувате дека е потребна осуда и спречување на геноцидот врз македонците. Апсолутно. Како во модерново време, она што зборуваме со сите тие цивилизацијски почитување на правот и дострели кои што ги имаме денеска, како уште македонците го доживуваат и им се спроведува геноцидот и како да се спречи тоа? Така сега, ова е многу важно прашање, ино тоа е една резолуција која е подпишана од страна на 14 интелектуалци од Македонија и доставена до генералниот секретар на Обединетите нации, значи до парламентите на многу држави и до многу чинители во светот, преведена на македонски, од македонски на руски, значи на англиски, на хеврејски, на француски, исто така, и доставена до насекаде во светот, секој кој може да започне, значи имаат подпишено таа декларација тројца академици, значи двајца владици, композитори, значи научни работници, генерал, значи има подпишано, така да тоа е нешто што треба да се избориме ние македонците, исто онака како што се избориле евреите за нивниот геноцид, така и ние македонците треба да се избориме за нашиот геноцид, зашто видете кај нас има душегрижници велат па геноцид е потребно да има војна и потребно да има жртви. Не. Значи дефиницијата на геноцид колективната меморија на еден народ, значи колективното памтење и траумите кои еден народ ги доживува. Ние доживуваме трауми. Нас ни е сменато името како македонци, на куче не му се менува име, а камоли на еден народ. Значи, сака да ни е сменат историјата и ние, знаете, ние секогаш наоѓаме обвинение кон институциите, значи западни институции или така натаму. Но има една работа која е многу битна, колку ние на тие институции надвор сме им го представиле нашиот проблем и како сме им го представиле нашиот проблем. Значи, она што се случува со нас македонците. Таа резолуција сега веќе патува, се движи, па да ги видиме ефектите. Значи, нешто што не било не значи дека нема да биде. Знам дека и сум сигурен дека постојат многу дефетисти, но ќе ги поздравам тие дефетисти исто онака како ќе ги поздравив во 2006 година, кога ги почнавме првите постапки против Бугарија во Совет на Европа. Значи, мора да се борите. Ако сакате нешто да направите, мора да се борите и да работите. Ако не се борите и работите, нема да добиете ништо. Значи, кај нас имате одредена клика која чека некој да каже дека ние, македонците, сме биле во право. Никој нема да дојде да ви каже дека сте во право. Ако самите тоа не се изборите да го добиете. Сакам на крај да резимираме, бидејќи опфативме неколку точки, дел од оно што значи правна битка пред европските институции, оно што значи политичка битка, ова што споменавте сега како резолуцијата, која што убаво кажавте патува, меѓутоа и оно што значи позиционирање, ново позиционирање на Македонија, со сета промена на власт и сето оно што значи стратешка политика на државата, каде и има ли во догледно време оно што вие го велите, а не се откажуваме да се бориме, дали до догледно време и гледате некаде разрешување на сето ова што досега генерално не се случува, бидејќи да бидем искрени долго време е ова, понекогаш дури на долги стази и духот знае да падне и мотивацијата, но што е оно што нас како народ треба да не одржи во таа кондиција кон крајната цел? Аристотел има дадена една многу добра дефиниција за
трпението. Вели, трпението е многу горчливо, ама највкусни плодови има. Значи, ние сега вкусот од плодовите на тие пресуди, убаво е да се чувствуваме победници. Сепак имаме аргументи, нели? Победена е Бугарија, Бугарија е земја која ги крши човековите права. Сега да го започнеме овој процес. На крај јас би сакал да завршам, јас би ве прашал вас. За не мислите дека евреите имаат престанато да се борат? Еве и ден денеска евреите се борат за нивните права. Значи, многу мина овдека гледам, ги слушам, се персонифицираат со Палестина. Ние немаме ништо со Палестина. Значи, евреите и ден денеска се борат за нивните права секаде низ светот, како заедница. Зарем ние не можеме да се бориме како нив? Со правни, во правна смисла, апсолутно треба да се бориме секогаш за нашите права, но уште едно крајно прашање, колку, бидејќи споменавте дека изминативе години, за жал 30 години споменавте вие, дека ништо не е направено во делот на искористување на сите овие факти кои што ги кажавме, колку тоа ја отежнува вашата сегашна позиција како адвокат или пак би отежнала нашата позиција како држава? Многу е отежно, но видите, по принцип, оние институции кои се занимаваат со оваа проблематика, знаете, кога ќе дадете параметри, како Виенската конвенција, значи извештајот на Томас Хамамберг, извештајот на Дуња Мијатовиќ, после Томас Хамамберг доаѓа како комесар за човекови права Дуња Мијатовиќ на релевантни меѓународни, значи владини и невладини институции, и веќе тогаш, значи, сте веќе интеракцијата е различна. Тогаш веќе, значи, пред фактите и боговите молчат. И може да се оди на следниот чекор, зашто претходно беше дека јас сум имал една таква средба во Грац на универзитетот со, сега мислам дека е покоен Воин Димитриевиќ, оние кои знаат, и баш во врска со македонското прашање, и дека е изгубена кауза. Тој тврдеше дека е изгубена кауза, ама не е изгубена кауза, напротив. Значи, македонското прашање значи мир на Балканот, не војна. Признавањето на македонците, јас не можам да ги разберам бугарите. Тоа значи мир и добрососедство, а не значи војна. Ве благодарам за вечерашното гостување. Уште еднаш само да потсетиме дека Венецијанската комисија уште од 2008 година бара Бугарија да го промени уставот и да ги признае малцинствата и нивното здружување и самоопределување. Тоа да го имаме, нели, на ум во целите овие пораки кои што сега доаѓаат и своевидни притизоци кои што се врз македонските врз Македонија. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Почитувани, тоа беше вечерашното издание на За или Против. Ви посакувам убав остаток од денот и секако останете на фреквенцијата на телевизија Алфа.